Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам. Оваа книга ја напиша Васим Ахмад. Книгата обработува многу важен предмет за смртта на Иса алейхи селам. Салли ала Не е тешко да се разбере зошто погрешните концепти стигнале меѓу муслиманите и тоа ја створило потребата за појава на реформатор. Тоа е причината зошто чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем предскажал дека во понатамошните денови ќе се појави ветениот Месија и имам Мехдија и ќе ги очисти и тргне нечистотиите од светлото лице на вистинскиот ислам. Доаѓањето на Назул, ветениот Месија и Мехдија. Проучувајќи ги предскажувањето од Куранот и хадисите за доаѓањето на Месијата и имам Мехдија, согледуваме дека всушност муслиман, побожен и вистински предаден на Бога, ќе биде одреден и за овие две служби. Физичките особини на Хазрети Иса алейхи селам и ветениот Месија, како што ги опишал честниот пратеник салаллаху алейхи веселем во Бухарите, не се исти и тоа е доказ дека тие се две различни, а не еднакви личности и не се една иста личност. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем тоа понатаму го објаснил говорејќи дека тој ќе биде помеѓу вас, тоест тој нема да биде пратен од небото, ниту ќе биде стариот Иса, синот на Мерием, кој е мртов. Сите наследници на Мухамед салаллаху алейхи веселем мора да бидат од неговиот уммет. Бог вели во честниот Куран: Аллах цврсто им вети на оние кои веруваат и кои работат добри дела дека Он сигурно ќе ги одреди за халифи, наследници на земјата, како што постапи со нивните претходници. Овде Бог ветил дека ќе избере наследници на Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем, како што избрал наследници и на претходните пратеници. Според честниот Куран, умметот на Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем е сличен со умметот на Муса алейхи селам. Ние знаеме дека после смртта на Муса алейхи селам, Бог испратил многу наследници во неговиот уммет, како што се Харун, Зекерија, Јахија и така натаму. Овие наследници не донеле никаква нова книга. Тие го следеле Стариот Завет. Бог го испратил Хазрети Иса алейхи селам на крајот на умметот на Муса алейхи селам. Бог му го ветил истиот феномен и на Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем. Така, на муслиманскиот уммет му бил ветен Месија кој ќе се појави во понатамошното време и кој ќе ги исполни предскажувањата. Во горниот ајет зборот кма значи во сличен стил. Да погледнеме сега некои сличности помеѓу умметот на Муса алейхи селам и умметот на Мухамед салаллаху алейхи веселем. На двајцата им биле дадени книги за да ги упатат нивните следбеници. И двајцата требале да се борат против своите непријатели. И двајцата биле присилени да мигрираат од својата татковина. И на двајцата им било ветено дека ќе се појави Месија на крајот од нивниот уммет. Зборот Минкум во горниот ајет значи помеѓу вас. Ова предвидување нагласува дека наследникот кој ќе се појави ќе биде од муслиманскиот уммет, а не некој однадвор. Друга важна работа е она што Бог му рекол на Мухамед салаллаху алейхи веселем за умметот. Вие сте најдобар уммет, создаден за добробит на луѓето. Не е ли чудно да се верува дека најдобриот уммет, како што е опишано во честниот Куран, не може да произведе побожна личност, вредна да стане наследник, и на тој начин да се одбива предскажувањето на честниот Куран. алейка салату алейка салам салли ала.
збивањето на очекуваниот Месија во хадисите. Веровесникот Аллахов, мир и благослови Аллахови да се на него, рекол: каква ќе биде вашата положба, кога синот на Мерием ќе слезе помеѓу вас и вашиот имам помеѓу вас? Овој хадис јасно кажува дека Месија ќе биде пратен помеѓу муслиманите. Тој ќе биде имам на муслиманите, како што е речено: имамкум, минкум. Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем го користел зборот син Мериемин и ние веќе објаснивме дека тој тоа го употребувал заради некои сличности помеѓу двајцата Месии. Различни одлики на двајцата Месии. Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол дека не само што Месијата ќе биде од неговиот собствен уммет, туку исто така кажал и две различни одлики за двајцата Месии. Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем за Хазрети Иса алейхи селам ни рекол вака: јас ги видов Иса, Муса и Ибрахим. Иса беше со црвен тен, кадрава коса и широки гради. Да прочитаме сега друг хадис, каде чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: и се видов ноќва во сон кај Каба, кога еден човек со костенлива коса, каков што може да биде најубав таков човек, прамени му паѓа на рамењата, со исчешлана коса, а од главата му капе вода. Јас прашав: кој е ова? Тие одговорија: ова е Месих, син на Мерием. Работата сега би требало да биде јасна. Во еден хадис, чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем ги објаснил одликите на Хазрети Иса алейхи селам, а во другиот ги објаснил одликите на ветениот Месија. Во другиот хадис исто така го спомнал Даџала и Хазрети Иса алейхи селам требал да се бори со овој Даџала. Тоа е јасен знак дека Бог му покажал две различни личности на Хазрети Мухамед саллаллаху алейхи веселем. На тој начин тој му објаснил на својот уммет да не бидат заведени со зборовите Иса, синот на Мерием, и дека Месијата кој треба да дојде има други физички одлики. Во склад со оваа слика, ние оценуваме дека Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам е тој очекуван Месија и дека во неговата личност Бог го исполнил предскажувањето за ветениот Месија. Заклучни напомени и молитви. Ние докажавме од чесниот Куран, хадисите и некои исламски литератури дека Хазрети Иса алейхи селам не се воздигнал со своето физичко тело кон небото и неговото рафа се случило како и рафа на сите други побожни луѓе. Ние исто така наведовме некои наводи од чесниот Куран и хадисите дека Хазрети Иса алейхи селам умрел со природна смрт. А кога некој умре, тој никогаш телесно нема да се врати на овој свет. Исто така, објаснивме од чесниот Куран и хадисите дека сите наследници на Мухамед саллаллаху алейхи веселем ќе се појават одвнатре од неговиот собствен уммет. Потоа, чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем ни ги објасни одликите на двајцата различни Месии. Сите овие факти докажуваат дека е погрешно да се верува дека очекуваниот Месија ќе биде стариот Иса, пратеник Бани Израел од племињата Израилови. Јас сакам да ги замолам моите браќа македонци да размислат за сегашната состојба на своето религиско верување и традиција. Нашите предци умреле чекајќи го Месијата и ние можеби ќе умреме, а да не го сретнеме Месијата. Никако Иса алейхи селам нема да дојде од небото да ги реши нашите проблеми. Ние треба да ги отвориме очите и своите срца и да тргнеме по вистината на чесниот Куран. Нашата судбина никогаш нема да се промени, освен ако не го сакаме чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем на начин како што не учи од чесниот Куран. Салли ала Мухаммад. Жалосно е што во минатото десетици илјади муслимани биле преведени во христијани поради нивниот погрешен концепт.
Ние исто така, може би ќе се изгубиме самите себе и нашите идни генерации, следејќи ја злобната и пресметана шема на христијанските мисионери, кои во нашата вера го посеале семето на митовите и изопачените концепти за Исус. Ние понизно се молиме на возвишениот Аллах, за да се мокниот Бог ги отвори срцата на нашите читатели да ја прифатат вистината. Сега дојде време да направиме голем чекор и да тргнеме напред, да го прифатиме Месијата и следејќи ги неговите учења, да ги исчистиме своите души и да му се приближиме на Бога. Така ќе го заслужиме неговиот благослов и помош за свое добро на овој и на идниот свет. Ја завршувам својата молба со мал навод од пишувањата на ветениот Месија, Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Симнувањето од небото на ветениот Месија е лажно тврдење. Запомнете многу добро дека никој никогаш нема да дојде од небото. Сите наши противници кои денес се живи ќе умрат и никој од нив никогаш нема да го види Иса, синот на Мерием, да се симнува од небото. Тогаш и нивните деца кои останале после нив исто така ќе умрат и никој од нив никогаш нема да го види Иса, синот на Мерием, да се симнува од небото. Тогаш Бог ќе предизвика голема загриженост во нивните срца дека времето на владење на крстот поминало и дека светот попримил друга подобра боја, но и дека Иса, синот на Мерием, се уште не се симнал од небото. Тогаш мудрите помеѓу луѓето одеднаш ќе го замрзат ова верување и 300 летија од денес нема да поминат кога луѓето кои го очекувале доаѓањето на Иса, без оглед дали се муслимани или христијани, ќе останат без надеж и мисли за тоа и тие ќе го напуштат ова лажно верување. И во светот ќе биде една вера и еден водач. Јас дојдов да го посеам семето. Тоа е засадено со мојата рака. Тоа сега ќе расте и цвета и не постои никој кој може да го сопре. Ова е последниот дел и книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам е завршена. Еселаму алейкум.